Според јавноста, главни јавачи на на корупцијата се министрите, директорите, градоначалниците и докторите, а нивни верни следбеници, но не помалку коруптивни се професорите, докторите, цариниците и полицајците. И тука имаме милион комбинации, како бивш министер, сегашен градоначалник, сегашен министер, бивш градоначалник, министер, доктор, комада повеќе, полицаец, министер, градоначалник, доктор, министер, професор, цареник, министер и полицајците кои се во сите комбинации мали, големи, етнички, неетнички, со дипломи, без дипломи, со обраќајна, интервентна, специјална и на крај да не ги заборавиме инспекторите, посебно овие градежниве, тие ви се навлезени во корупција ко шербет у баклава. Тоа се тие ликови кои се светата аура на корупцијата во Македонија. Но не дека не постојат странични професии и институции кои прават големи пари врз база на корупција, која е меко позиционирана и вака од сите страни, или вака од страна, да кажеме лаички гледано, не личи на корупција, а и законски е покриена. Пример број 1. Како може во Македонија од сите автошколи, во сите комисии за полагање, во сите градови да се положи возачкиот испит дури по 4 пати повеќе и не постои ни еден возач, барем во изминативе 10 години, барем да го расипе просекот и да положи од прва, втора, трета. Дури и тие со најдебелите врски го добиле одговорот. Во рете знае да вози, но ќе положи од 4 пат. Зошто? Затоа што се држи класичен коруптивен монопол во кој немаш избор, сведен си на единствена опција да положиш од 4. А положувањето од 4, макар ти се викал и Макс Вестерпан, значи дека си со коруптивна финта покриена законски, ти ќе оставиш во комисијата и автошколата уште 20.000 денари. А погодете кој дели од тие пари? Па веројатно комисијата, која излегува на лице место, што нормално се плаќа и секогаш првите 3 пати ти вади пешак кој не си го видел. И покрај тоа што ова беше обелоденето од страна на еден кандидат кој снимал што се случувало за време на неговото полагање, со години нема никаква интервенција од институциите и македонските граѓани во Европа се познати како најголеми повторувачи. Веројатно таму е дојдено и она IQ 80 што во превод значи екстремно глупи. Не можат еден возач ки бе да положат. Не се. Пример број 2 за корупција се екскурзиите во основните и средните училишта. Јавна тајна е дека по секоја екскурзија на некое поголемо училиште осамнува нов джип во училишниот двор, кој по некоја случајност во сообраќајната носи име на директорот или некој негов близок роднина, како на пример жена му. Јавна тајна се и набавките на така наречените блузони од шоја кои прават 350 алергии кај децава и треба да глумат униформи, а чинат неколкукратно повеќе од цената во дуќан или онлайн. Или јавна тајна е дека половина дворови во училиштата се балони игралишта или кафеани издадени под сомнителни околности. Со окинување на овие 3 можности за корупција, верувајте, кандидатите за директор на школото од партиски ќе се сведат на комшиски, односно директор на школото ќе мора да се бара меѓу комшиите кои живеат најблиску до него. И вакви примери за корупција имаме десетици и десетици. Јас би ги нарекол општо прифатена корупција во законски рамки. Никој не се буни, сите си плаќаат, си викаат јас ли сум тој што ќе таласа, нека таласа некој друг. И денар по денар, и илјадарка по илјадарка, 20 до 30 илјади. Малку се, ама многу се кога ви требаат. Ама некој ви ги зема интелигентно, само да не мислат кога ни ги земаат парите дека ние не знаеме. Знаеме, а ќе дојде време и кога ќе се покајат. Криво седи, право суди, стара македонска поговорка. Не е така во последните неколку години со нашето судство со 2% поддршка. Право седи, криво суди. Тоа е мотото на македонското некорумпирано и неподмитливо судство. Се испраиле судии ко пушки, око не им трепнува, ама затоа судскиве одлуки искривоколчени, погазени, без потпора во законите, произволни како расказ на писател со 4-то оделение, подмачкани квалитетно. Што би рекол нашиот народ, од авион се гледа дека сте корумпирани, но судиите не се даваат.
здружени, сплотени кој еден, со честни исклучоци кои се бројат на прсти на една рака, тие упорно носат судски одлуки од кои ни се крева косата на главата, а вербата во правдата ни паѓа како една работа на 80 годишен старец. Нема правда, викаше цртаниот лик Калимеро, вечно неправдан, кој во овој момент може да биде комотно ставен на таблата на секој суд во Македонија, почнувајќи од основен, завршувајќи со уставен. Вакво избегнување на правдата има ретко во која земја и затоа оценката за целиот судски систем, односно судската власт, многу брзо се движи кон нула, кон едно големо ништо, што значи шансите да добиете правда во македонските судови се рамни скоро на нула. Имате повеќе шанси да добиете на лото, мислам на европското лото, затоа што нашето паѓа само за време на избори. Калимеро е веќе целиот народ во оваа држава, а правдата во стилот на дивиот запад е за гарантирана вредност само за силните и богатите риби, криминалците со силна политичка поддршка. И тоа си поминува како да е најнормално, заборавајќи го најважниот факт во оваа огромна корупција дека невините луѓе и компании го извлекуваат поделбелиот крај под налетот на криминалците и судската поддршка. Прашав еднаш еден експерт за право како можам јас како лаик да објаснам во лавиринтите на судството и законите и подзаконските акти што е тоа правда, а што е ескивирање на правдата под ореолот, нели, на корумпираното или коруптивно судство. Тој вака ми рече: најлесниот начин е здравата човечка логика. Ако некоја судска одлука нема логика, тогаш има корупција и неправда. Да ти објаснам пластично, ми рече. Во Македонија е забранета трговија со петарди и запаливи средства. Но, ако судството и обвинителството на некого му прифатат образложение дека илјадниците петарди кои му се запленети му се купени легално од фирма со приложување на некаква фактура, треба да се казни фирмата за недозволен увоз и трговија со петарди, а лицето за шверц со петарди. Тоа е здравата логика. Ако судот го ослободи, значи дека е корумпиран. Се е кажано со овој беззначаен пример. Да не зборуваме за судските одлуки за болницата во Тетово, за автобусот и осудениот шофер, за ослободувањето на десетици политичари фатени во криминал и корупција. Тоа е, ако дојдете на суд, не барајте правда, затоа што сте обичен човек. Или можеби не сте. Вие сте од оние можеби другите, што седите по кафеаните и партиските штабови со судиите и обвинителите и го зголемувате нивниот имотен лист. Се во интерес на вашата правда. Да се разбереме. Нашата полиција не е корумпирана. Јок. Тоа се само урбани легенди и чаршиски муабети за полицајци на кои им ставаш 50 евра во сообраќајната дозвола за да не ти пишат казна за поминување на црвено светло или на дупла линија, или тоа што на партизанска возиш 160 на сат за да го пробаш новиот мотор на едно тркало. Не е точно. Па секој ден во полицискиот билтен има барем 200 возачи кои што се казнети. Како може корумпирана полиција да казнува? Ви се Тоа се приказни за да се дискриминираат полицајците и нивната професија. Земале едни другари ми раскажуваат таква измислена приказна како демек испиле по 2-3 раки и неколку пива и неколку гајби пиво, не се сеќам баш, и полицијата ги сопрела, им дала да дуваат во балончи, нормално балончето покажало дека се ќори пијани земја. И полицајецот ги прашал каде се здрвиле толку, тие му рекле: бате, не испивме многу ниеве. Еден другар частеше дека купил диплома за доктор. Рековме, малку да се провеселиме со новиот матичен, отидовме тамо на ќошон кај Перо. Го знаеш Перо? Кај Перо бевме. Леле, брат, каква плескајца прави Перо. Абе, од довдека вака ја плеска, вака тука шлак на градија плеска. Перо, тука не се депилира, абе, 2 прста тоа млечен кашкавал има у тоа плескајцата, бе. Добро, тогаш сега казна 300 евра, овој рекол, ако немате 600 евра за 7 дена, плюс одземање на возачка дозвола, дечки 6 месеци и оставете возилото тука со таксисите. Auf Wiedersehen дома, или и другаров дрвопијан
Или овака му вика, што бе, брат, абе, неам бе 300 евра, неам 600, неам куće кај да укаса, бе, брат, бе, све изедов, све сум испил. Имам само 100 евра. Еве ги 100 евра, тука ми спијат у десниот джеп, 100 евра. Може за 100 евра само да си одиме? Много ми се моча, бе, господин полицаец. Много ми се моча. Ама полицајциве да ти биле честни и неподмитливи и му рекле, не оди, бе, тоа така, брат. Ти сакаш да не подмитиш? Сега ќе те уапсиме. И другаров онака ќорпијан. Не, бе, друже полицаец. Абе, какво подмитување, какви бакрачи? Јас само сакам да одите до кај Перо и да пробате од тоа плескајцата, вака што ја плеска, вака тука шлак, тука што ја плеска, вака награди таа плескајцата со фамилиите, да си отидете тамо, да ја пробате плескавица. Абе, многу работите, бе, брат. Дај, бе, малку искочите со жените кај Перо на плескајци, однесете ги, бе. Не бе, нема шанси, му рекол тој колегата на сообраќајниот полицаец кој седел во полицискиот автомобил. Мојата жена не јаде мелено месо, бе, само бифтече јаде, бе, крезлички, јагнешко, така, ребренца, јагнешки. И другиот мој другар исто се понудил. Брат, слушај, ја ке пуштам од картицата кај Перу уште едно певче. Какви плескајци, бе? Тоа селјаци јадат плескајци, бе. Не заебај, има брат, жена ти е многу паметна и сигурно има коефициент на интелигенција како Никола Тесла 300. Многу е паметна, бе, па знае она што сака, бифтече, винце, има атмосфера. И тогаш овој првиот полицаец се почешал по главата и рекол: добра, ај се оставите колата тука, ојте тамо кај Перо, уплатете и кажете му да ми се јави. Кој ќе ми се јави, може да си ја земете колата и немој, бе, немој толку да пиете, бе. Немој, бе, џубиња сте се направиле. Може полиција да ве фати, да ве земе возачката дозвола. Се разбравме ли? И така, другариве мои заштедиле 150 евра и 6 месеци без возачка дозвола. Тоа е кога полицијата не е корумпирана, кога нема корупција, а има само добар апетит. А за овие началнициве што се сликаат на партиски митинзи, за полицајциве што седат со мафијаши и се сликаат по кафеани, за функционерите и тендерите во Министерството за внатрешни работи, за тоа во некоја друга прилика да се разбереме, да бидеме на чисто. Во полицијата нема корупција. Јок! Има само рима и плескајци. Перо, што ги плеска вака, шлак, тука награди вака, шлак. И бифтек, да. И нови Шкоди.